Неполна недела останува до дополнителниот грејс период од Европската Унија за изгласување на изборниот законик и со тоа исполнување на 10 реформи, но се чини нема никакви изгледи за надминување на несогласувањата околу законските измени. Од власта деновиве беше даден предлог опозицијата да се договори за измените на изборниот законик, вклучително и гласањето на диаспората, а тие ќе прифатат се, но како што вели и премиерот Христијан Мицкоски, досега нема никаков предлог доставен до нив. Седнете, договорете се во опозицијата. Што сакате? Како сакате? Дајте предлог во кој што ќе е вклучено гласањето на диаспората и ние бланко го поддржуваме. Све што сакате, ние бланко ќе ви поддржиме. Само дајте да го завршиме ова до 15 јули, за да може 10 чекори да ни бидат успешно завршени, за да можеме да идеме во следна фаза. Еве, чекаме уште, неколку дена помина, се уште немаме усогласен став на опозицијата. Председателот на СДСМ Венко Филипче обвинува дека власта подготвува изборен грабеж и даде свој предлог. Нашиот предлог беше да го тргна тоа, да го изгласаме законот без таја промена, а работна група до 28 година да го точно соодветно на нашите карактеристики, на нашите можности, на нашиот систем утврди моделот за ова гласање. Ете го одбија. Не можеме да заклучиме ништо друго, освен дека се отвара врата за изборен грабеж. Не постои друга логично објаснување на тоа да се инсистира на модел за кој што ништо не е утврдено во однос на безбедноста. Од левица кои, иако бараа измени во финансирањето на партиите, сега велат дека повеќе е потребно да има една изборна единица. Црвената линија на ДПМН не е една изборна единица, еднаквата вредност на секој глас или укинувањето на изборните неправди, туку гласањето на диаспората. Наместо да ги бранат принципите што ќе создадат поправеден изборен модел, тие избраа да ја претворат диаспората во политички штит, зад кој ќе ја сокријат суштинската реформа. Изборниот законник е дел од реформската агенда кој требаше да се исполни до крајот на јуни, но од Европската Унија дадоа дополнителни 2 недели за партиите да се усогласат и да го изгласат во собранието.